Преку интерактивно дружење и развивање на љубопитноста кон пишаниот збор и љубов кон книгата, поттикнување на интересот за читање и учење и доделување награди за поставените прашања и точни одговори, децата од градинката Пролет се сретнаа со писателите кои пишуваат за деца. На средбата беа промовирани најновите наслови за деца, а организаторите велат дека ваквата средба е од големо значење, затоа што културата на читање се стекнува од мали нозе. Значењето на оваа посета е со цел да се популаризира книгата меѓу најмладите читатели. Од најмала возраст нашите заложби се да од најмала возраст децата да се сретнуваат со книгата, да другаруваат со книгата и понатаму за да можат да ги користат услугите на нашата библиотека. Поради тоа на еден ваков непосреден начин средба со писатели за деца сакаме да дадеме свој придонес во нивниот развој, во нивното воспитување, образование, бидејќи децата во секој случај се најголемото богатство за идниот период, за иднината на секоја земја. Од исклучително значење е денешната посета во градинката и овој саем на книгата во Битола, вели професор доктор Кристина Николовска. Тие имаа можност да ги запознаат писателите и авторите лично, но уживаа и во раскажувањето на најновите приказни за деца. Овој пат промовираме 5 изданија, разиграни чадорчиња од Елима Казлиева, навистина прекрасен автор, врвен педагог и поет и раскажувач. Исто така во таа книга например ги подобруваат своите говорни способности, се запознаваат со жанрот поезија. Понатаму имаме интересна книга Авантурите на мачарот Перко, навистина прекрасна како детски роман, мини роман со многу богати илустрации. Сите книги имаат извонредно ликовно решение покрај содржинскиот дел и се вистински репрезенти. И затоа сите изданија на Едукамак може да се рамнат со светските искуства, бидејќи Едукамак е реномирана издавачка куќа која гостува и на светските саеми и постојано е во дослуг со потребите на современото дете. Средбата на децата од градинките со писателите кои пишуваат за деца е дел од летниот саем на книгата, кој од 27 јуни до 2 јули се одржува во Битола.